Укинување на балансерот, намалување на бројот на пратеници во собранието од 120 на 90, реорганизација на министерствата, една изборна единица, укинување на позицијата заменик директор, помалку управни и надзорни одбори, кои ќе имаат помалку членови. Ова се главните проекти на ВМРО ДПМН за институционална реформа на Македонија, опфатени во изборната програма Платформа 1198. Во програмата, која се потпира на 6 клучни столба, има 1198 проекти. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски посочи дека еден од главните услови за коалицирање со неговата партија ќе биде укинување на балансерот, односно вработување по основа на национална припадност, бели истиот дискриминира и фаворизира. Ова е услов исто така кој сака да биде во коалиција со идниот убедлив победник на парламентарните избори ВМРО ДПМН и коалицијата која што ја предводи, нели, ќе мора да седне и да преговара и да се сложи за укинување на балансерот, затоа што цениме дека е неправичен, дека фаворизира, дискриминира. Најави, доколку ВМРО ДПМН дојде на чело на владата, ќе има реорганизација на институциите. Ново Министерство за енергетика, Министерство за социјална политика, демографија и млади, а делот за труд да биде припоен кон Министерството за економија. Отварање на едно ново министерство, тоа е министерството кое што е напишано на слайдот, а тоа е Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини. Цениме дека сега е премалку еден сектор во рамките на Министерството за економија, кој што, мораме да кажеме, не се изнаработи премногу во делот на реформите изминативе повеќе од 3 децени. Многу е важно за развојот на младиот човек, но и промоција на Македонија, да формираме едно ново министерство кое што ќе биде Министерство за спорт. Во партиската програма е предвидено и намалување на бројот на пратеници на 90. Македонија да биде една изборна единица со што воедно ќе се овозможи и непречено гласање на диаспората. Во платформата одвоен е и дел за враќање на довербата во судството, која речи се сега и да не постои. Мицковски посочува, за да го направиме тоа, мораме да почнеме од вистинскиот проблем, а тоа е судскиот совет и советот на јавни обвинители. Безусловно распуштање на овие две структури, а понатаму формирање на истите врз основа на вистински критериуми кои ќе значат заштита на правдата.